Клучната тема, зошто агресија, зошто насилство. Во оваа недела ни се случи убиство на средношколец. Јавноста се дигна на нозе, од една страна да се казнат насилниците, од друга страна стручната јавност го вклучи алармот и уште еднаш потсети дека се менува само формата. Агресијата е уште од меѓуетничките тепачки по автобуси, смена со смена, па го демолира, се сеќавате, химиското училиште, со нож, со метални шипки, напад во повеќе училишта, малтретирање и сега последното, ако е последно, тепачка која заврши со убиство. Мојот став е дека поставување камери во училишта обезбедувачи е само бизнис и регистрирање на состојбата, блага превенција. А во што е проблемот? Со проблематичните, тоа е посериозен проблем. Токму тоа го и прашувам моите соговорници, психолози, експерти, граѓански активисти и институциите, сите во функција на експертска јавност. Кај кого е вината? Проблемот е многу посложен од колку што на прв поглед ми изгледа или при обидот за здраворазумско толкување на тие настани, барањето на основните причини. Так, каде почнува се тоа? Значи, за да се објасни агресивното однесување на децата или на луѓето воопшто, тогаш сигурно се тргнува од самата манифестација. Но кога ќе се обидете да проникнете во причините, дали индивидуални, ситуацијски, социјални, ќе видите дека приказната се шири. Не може наеднаш и еден одговор да се даде. Родителите сносат голем дел, да кажем, од одговорноста, не од вината. Но кога ќе се случат вакви немили настани, уствари почнуваме да размислуваме што ние сите можеме да направиме за тие деца. Затоа што тие деца поминуваат и системот за образование, поминуваат, живеат во средината во која што ние сите се наоѓаме. Значи, не можеме да кажеме дека единствената и најголема вина лежи врз родителите. Секогаш кога се повторуваат нештата и кога на време не се превземаат мерки за одговорност, кога ќе настигне најлошото, трагично, по животот на младото момче, без превземање на одговорности и одредени превентивни активности е задоцната реакција на жалење, на барање, да се приведат, да се казнат сторителите и така натаму. Значи, недостасува еден континуиран превентивен програм, една мобилизација на цела заедница, со тоа што без детектирање на проблемот и без барање на одговорност не ќе може да се реши ова, затоа што повторно може да се случи ваков и слични инциденти. Тоа се децата, учениците кои учат во тоа училиште, наставниците кои не треба да водат сметка само за успехот, независно од квалитетното образование, колку е квалитетно, колку не. Воспитната компонента е запоставена, поведението е одстапува простор на агресивно однесување. Добро, господин министр, зошто ни се случуваат насилствата? Од каде толку агресија? Агресијата, мислам дека произлегува од повеќе фактори. Јас и во изминатите неколку денови говорев за повеќето тие фактори. Еден од факторите е семејството, мислам дека тоа е клучниот фактор. Следни фактори се факторот на оние насилни серии кои што постојано ги гледаме на телевизиските екрани, фактор на насилните игри кои што ги практицираат малолетниците. Еден фактор исто така што голем дел од малолетниците се во таа возраст и се идентификуваат со негативни ликови. Има и други фактори како што се намалениот авторитет на наставниците кои што во изминативе деценија и пол некако успеавме да го деградираме максимално. Значи додека ги изгубивме критериумите и вредностите? Тоа значи дека имаме сериозна морална ерозија во општеството. И меѓутоа она што најмногу мене ме плаши е дека тоа не е изолиран случај во Македонија, него дека тоа се повеќе станува еден глобален феномен. Насилството е присутно и потребна е мобилизација. Тоа не е проблем на една влада, тоа е проблем на сите, но најголема на родителите кои трчајќи по парите или носејќи ги со себе проблемите заборавија на елементарното, на воспитувањето.
Еве го предупредувањето низ бројки и истражување не од денес, туку од 2009-та. Ништо не сме превземале. Според тоа истражување направено во 41 училиште од 5 до 8, како и средни училишта во 16 општини во Македонија, во различни етнички средини, се добива една слика која од секогаш предупредувала дека не се работи доволно на овој сериозен проблем. Еве ги деталите. Кога станува збор за насилството во училиштата, не ни изненадува толку податокот што 57% од децата познаваат деца кои биле удрени од страна на наставник, професор, колку податокот што 35% од децата се информирани за постоење на насилство од страна на деца врз професорите, наставниците, што оди во прилог на зголемување на насилствата. На прашањето дали во твоето училиште се случува насилство, дури 56% од учениците одговориле потврдно, а 14% од нив одговориле дека тоа насилство се случува секојдневно. Во средните училишта насилството е за 6% позастапено отколку во основните. Во истражувањето, децата ги дефинирале следните облици на насилство во училиште. Погрдни имиња и прекари 65,7%. Навредување и пцости 58,6%, ширење невистини, озборувања 56,1%, удирање, тепање со високи 55,6%, заканување со физичко насилство 48,1%. Меѓу облиците на насилството кои постојат во училишните средини се вбројува и сексуалното вознемирување за кое 9% одговориле потврдно. Сметаме дека оваа бројка е поголема, бидејќи голем дел од децата не знаат што се подразбира под сексуално вознемирување и најверојатно бидејќи во училиштата не постои сексуално воспитување, а дел од нив се срамат да признаат. На прашањето дали познаваш дете кое професор, професорка го удрило, 57,4% одговориле позитивно. На прашањето пак дали си информиран за случаи на насилство на ученик врз професор, професорка, потврдно одговориле дури 35%. Но кога ги запрашавме на кој начин професор удрил дете, одговорите се шлаканица, стап, креда или клоца. Од друга страна пак, како најзастапени облици на психичко насилство помеѓу професор, дете се среќаваат следниве категории: навредување и погрдни зборови. Инаку повеќето случаи на насилство во училиштето остануваат невидливи затоа што децата се плашат да кажат. Децата треба да се охрабрат да зборуваат за насилството затоа што молчењето го отежнува решавањето на проблемите. Вулгарните зборови се прв облик на насилство од страна на децата кон професорите, за разлика од професорите кон децата, кога шлаканиците се на прво место. Натаму за насилство во семејството, помеѓу врсници и насилството на улица. Според истражувањето, 64% од децата одговориле дека во нивните семејства нема насилство, додека пак 21% од децата се изјасниле дека има насилство, од кои 2,3% одговориле дека тоа се случува секојдневно. Но иако 64% од децата одговориле дека нема насилство во нивните семејства, на прашањето дали биле удрени во семејството, 41,6% од децата потврдиле дека биле удрени во семејството, што е за само 15,8% помалку од процентот на децата кои биле удрени во училиште, како и потврдата дека 35,9% биле удирани на улица. На прашањето дали ти се случило ти лично да удриш, тепаш некој член од твоето семејство, со да, одговориле 15,5%, од кои машки се 14%, а женски 18%. Во однос на психичкото насилство пак, најизразени категории се навредување 30% и исмејување 18%. Ова е најизразено кај учениците од трета година, 45% навредување, 24% исмејување. Според децата истражувачи, најверојатно тоа се должи на тоа што станува збор за повозрасни деца кои се физички и ментално поразвиени и врз кои родителите не може да применат физичка сила. Слична процентуална застапеност има и во спротивната ситуација, кога децата лично навредуваат или смејуваат некој член од семејството. Интересни се показателите и за насилството помеѓу врсниците. Повеќе од половината, 64,2% од децата одговориле дека е присутно насилството помеѓу нив. Ти одговориле дека најчесто како облик на насилство е употреба на шлаканица, па веднаш потоа е насилството со вулгарни зборови или закани. Највисок е процентот на децата кои одговориле дека биле навредени од соученик.
Не е занемарувачки бројката на деца кои одговориле дека лично удриле некој врсник, 21,8%, со поголема застапеност помеѓу машките и исто така повисока е процентуалната застапеност помеѓу средношколците отколку кај основците. Според резултатите од анкетата, дури 65% деца одговориле дека постои насилство на улиците, од кои 22% се изјасниле дека тоа се случува секојдневно. На прашање каде може да се обратиш за помош, децата главно не знаат каде да побараат помош, иако ги навеле итните служби информации 192, 193, 194 и 188, а потоа SOS линиите, од кои SOS телефонот за деца и млади го знаат само 25% од децата. Полиција 192, SOS телефонот за деца и млади 0800 122 22. Значи, проблемот не е вчерашен, но моите соговорници констатираат дека, за жал, секогаш реагираме постфестум. Она што ни се случи со несреќно загубениот живот на матурантот Јашари не е само предупредување, туку неодговорност и трагедија како последица. Сторителите се притворени, а другото, сета политичка злоупотреба е примитивизам и нечовечност. Humanitet të matë, një heroizm të matë, pa mos e shiqu as pak komësi, ka qenë Macedon, apo ka qenë Turk, apo ka qenë Bosnjak, apo ka qenë Rum, a ka qenë Shqiptar, dore e ti u ka të shu, koma e ti e ka të shu në atë vend, ku duhet ti ndoje ti vlezrit e vetë, duke mos i mendu se jetë e ti të të ngeri ati. Ti e ka fliu jetën për hitë Allahut. O, mërzat. Nuk kom besar që kjo do më ndodhi mu. Qaja të terapeutë s'kisha dha. Krejt tanë të konë shumë mirë për krejt? O, ka konë gjallë, veç me busqeshe, veç nuk e di si tëmë, nuk e di gjithë të tëmë qeter. Kërkuj më si ndosë, mu më ka ndosë. Мухамед беше много храбро дете, токму сакајќи да му помогне на својот другар, трагично го загуби својот живот. Сите ние треба да бидеме горди што го имавме Мухамед за наш ученик. Почнува да биде нашиот најдобар другар Мухамед Али и дека тој ја издаде, тој за нас направи се. Ни беше другар на сите, иако може би не го познававме сите. За наш соученик, за наше дете, да го следиме неговиот пат, неговиот миролюбив пат, неговото другарство. Нека почива во мир, иако ќе бев многу среќна да бевме собрани на неговата матура. Па што да ја кажам, тоа што се десило, требало да се деси така, не можеме никога да откриеме, беше што беше тоа. Имам порака до учениците да имат полука од ова, да не дојде до несакани последици, да се работува со професорите, со останатите што се во школата. Мислам дека и повеќе од тоа. Така беше не само во школата, и во селата, и со сите беше така.
можеме да прашаме што ние како општество се направиле за тие деца, што прави образовниот систем, значи, или воопшто дали, значи, тоа третирањето на тие деца, затоа што сигурно биле и проблематични